Дороги приятели, вечера сакам да ви се обратам. Прво да ви ја честитам новата 2021 година која е пред нас. Потоа да ви објаснам што не очекува на геополитичко поле, значи на светската политичка сцена, деловно и кај нас, кој ќе се рефлектира во наредната или веќе не наредна, започната 2021 година. Во кратки црти се го кажав и во мојот настап на ТВ пред нова година, но сега би сакал малку поопширно да ви објаснам. Значи, почна голема геополитичка игра, особено деновиве, кога Германија заедно со Кина, или поточно Европската унија со Кина, потпиша економска соработка или трговински размена од $1.000.000 дневно. Значи, годишно тоа околу $400 милиарди, а толку дефицит имаше САД токму со Кина. Од тие причини актуелно се уште актуелно председател Доналд Трамп е започна трговската војна со Кина, која уште тогаш кажа дека ќе изроди со конвенционална или нуклеарна војна меѓу овие две земји. Тука се преигра и самата длабока држава, бидејќи со договор што го има со Кина, во Америка остана околу 40 милиона неработени, значи Америка веќе има скоро 30% неработено население, а тоа може предизвика и револуција, бунтови и така натаму. Коронавирусот, јас сум укажав и во моите досегашни текстови, кои новини аналитичар, дека не се работи за вирус, дека се работи за биолошко оружје. Многу научници докажа дека коронавирусот во се постои и во значи не е оно што не заразува. Значи, тука се работи и метнат вирус од СИДА и не знам што од една болест беше, но најмногу ги напаѓа васкуларните садови, поточно германските научници открија дека се работи за тромбоцити. И од тие причини доаѓа до загушување на плуќата и така натаму. Интересни работи се појавија денови еден шведски лекар, иначе Сребин Потекло кажува дека што е вистина дека забранета абдукција на оние починаци од коронавирус, а се работи заедно и прва работа пред да го објаснува забранета од причина да не се види токму што починале. А втора работа забранета на докторите, значи да се лекуваат пациентите со цинк и D-витамин. Зошто е забранено? Значи, првата работа заболените од коронавирус, што добиваат? Губат чувството за мирис, чувството за осет, за сварено благо и така натаму. А втора работа, нормално губат имунитетот. А цинковите, со давање на цинк се повраќат. Значи, повторно се добива тоа чувство за вкус, мирис, а D-витаминот го зајакнува имунитетот на организмот. И не случајно овие температури што се толку високи, за одржување на коронавирусот. Во јануар 14 степени, тоа е незамислива работа, ние се радувавме кој имаше 0 степени до 3-5, велевме дека тоа се топли денови јануарски и декемвриски нормално. Иначе Германија, значи, на канцеларката, мислам, Ангела Меркел заминува таа годинава и први удар што го направи на САД тоа беше склучување на Европската унија трговски договор со Кина. А знаеме зошто склучи, бидејќи единствено пари што имат е Кина во моментот, но втора работа за да се спаси од тоа, САД одлучија да печатат $10 трилиони, за да некаде спасат економијата. Но најтрагикомично знаете кај ќе печатат? Нормално во САД, Европската унија, Јапонија, тоа е нивна колонија, незванична ко Германија, и во Кина. Малку трагикомично затоа што Кина има најмногу државни записи на САД, но не сака одеднашка да ги продадат, бидејќи самата нејзина економија ќе настрада. Од тие причини, она со договорот што го склучи со Европската унија за трговска размена, значи полека ќе се ослободи од доларите. А тоа нормално нема да одговара на САД и САД ќе биде принуден да започне конфликт, иначе намерно избран Бајден за он се гледа дека не може да владе
все пак е возрастен човек и така почнал да губи памтењето. На многу негови што ги организираше, нели, политички програми, митинзи, он не беше свесен на кого се обраќа. Кренувал председател Доналд Трамп го наречуваше Џорџ, мислејќи на помалиот Џорџ. Така да, од таа гледна точка, тука се иде само на војна и затоа војна во моментот не беа подготвени за војна американците, бидејќи првата нуклеарна, се знае која војна сила број 1 во светот, немојте само да ме сватите дека сум руско љубец, но објективен сум новинар, аналитичар. Единствена Русија во моментот поседува нуклеарно оружје кој се вика хиперсонично или хиперзвучно, значи побрзо звукот. И самиот генерал американски многу пати го нагласив, дека каже дека Русија во моментот е посилна од САД и од НАТО заедно. Што значи за да се избегне тај нуклеарен напад на Русија, се тргна со коронавирусот. А се знае кога се економиите во колапс, особено светската економија, тоа го покажа и Првата и Втората светска војна, кога државите кога се доживеа големи економски колапси, дојде до Прва светска и Втора светска војна. Но тогаш целиот свет беше во економски колапс, а во овој момент само е САД во економски колапс и Запад. Значи многу пати кажа дека САД е најзадолжена земја, втора е Велика Британија, трета е Германија. Иначе година ќе почне изваничниот распад на Европската унија, бидејќи од денеска веќе Велика Британија не е членка на Европската унија званично, се откачи од тоа што доложеше во европските фондови околу 38, мислам дека беа милијарди евра или фунти, не сум баш сигурен, не ме држите за збор. Значи се избегне враќањето на тие средства во фондовите. Иначе, ја не сум доктор, јас сум новинар аналитичар школа, значи дипломиран Југословенски суд за новинарство во Белград, 86 како аналитичар. Би сакал да ги посоветувам нашите власти или влада, како сакате кажете, посебно здравствените власти. Значи, никако увезување на вакцина, особено Фајзеровата, руската е безбедна. Значи, она не ги напаѓа старите, него зошто е безбедна руската вакцина? Бидејќи Русија е како најголема земја, она не би си дозволила своето население да го уништува. Она е најголема земја, а најмалку населена. Самиот Сибир е поголем од Европа. Значи, Русија е дупло поголема од Европа. Тоа е како пример. И втора работа, зашто измислен коронавирусот, не знам дали спомнав и во мојот краток настап на ТВ Сител, дека најмногу пари се издвојуваат во пензионерскиот фонд, што е нормално, и во здравствениот. После доаѓа фондот за полиција и војска, и војните сили нормално, право најмногу издвојуваат за војска, потоа другите фондови, кои што се САД, Русија, Кина и така натаму. Иначе, годинава што е пред нас, ќе предизвика, значи, ќе се рефлектира, ќе има многу бунтови, народни востанија, предвремени избори, тоа ќе се рефлектира и кај нас. Кај нас се очекува исто така предвремени избори, што се неминовни, но опозицијата и советот многу да не се радува на тие предвремени избори. Да не ме разберат погрешно, значи, со опозицијата нема лидер. Ја Христијан Мицковски, господинот, да кажем, Христијан Мицковски, лидерот на ВМО-то, прошла нема кај нас не е, но не го сметам за лидер, бидејќи он е само соученик на актуелниот премиер Зоран Заев. Без негова помош нити можеше да се отвори уставот, значи без пратениците. Нити можеше да се потпише договор со Бугарија, нити па през Пански договор. Он значи, ниеден процес не одржа додека беа вклучување овие два договори, додека беа отворање уставните амандмани и уставот. Што го зборува дека он ги изгуби сите избори. Он парламентарните избори ги изгуби од причината нешто народот излезе да гласа за СДСМ. Него народот абстинираше оние што не сакаа да гласат за СДСМ, но и не за ВМРО со Мицковски,
абстинира, то ќе случи на следните избори. А што направи меѓу време Зоран Заев, кога бил ми премиер? И поличе, многу интелигентен, паметен, потег, не знам кој го посоветува. Нели овие 6.000 сега што се доделија на социјалните категории, како што са инвалидите, пензионери и оние што имаат пензија до 15.000 и невработените, се доделија многу паметно. Тоа беа гласачи на ВМРО ДПМН. Оние што се над 15.000 се нивни гласачи. Така да на нив нема толку потреба да доделуваат. Значи, ако имало некои од посиромашните, и нив им дали. Значи, овие, а македонците се право шарена помош, да се разбере. Значи, 20-30, може би 50% овие што добија помош во случај на превремените избори, а за ќе го направи сигурно, годинава бидејќи нему одговора и помош кој ќе биде оценуван во албанските партии. Значи, му одговара. Но опозицијата да не се надева со Мицковски да се врати на власт. Ти народ македонски не посетрева, не гледа што се прави и смешни работи се прават, протести за покачување на струјата, а не се направи ако што треба. Он ги екскурзиите по Македонија нарекуваше протест, трагикомична работа. Инаку на Антонио Милошевски, кој ми беше пријател на Фејсбук, пред изборите му реков дека катастрофа, дека ќе ги изгубат изборите. Он ми врούσε дека 2 пати, 3 пати повеќе ќе имат пратеници од СОС. Јас се насмеав, викам добро, ќе видиме. И кога ги изгуби изборите, го прашав што се случува сега, ми избриша од пријатели и бутиш. А тоа е негово право, не. Секој може секого да избриша, но ја објективно го кажувам. Значи, прво, јас во животот не сум имал партиска книжка, точно дека сум голем патриот, затоа сум лепа етикети, јас сум прво македонец, православен, си го сакам овој народ и мојата земја. И затоа ги давам овие совети. Значи, на власта, поточно на трасенца власт на Македонија, советува што уведување на вакцини и носење да почнат со ликување поточно на заболелите коронавирус со цинк и Д витамин. Има поголеми успеси и ќе се намали. Тоа работа многу паметна што донесе одлука да се носи маска на отворено. Ја ви препорачувам, зошто? Бидејќи секојдневно не запрашуваат. Значи, коронавирусот, така наречен, и тоа е биолошко оружје, значи не може толку брзо се шири со контакт. Тоа се шири преку воздух со запрашување. Особено треба да внимавате да не излегувате кога е многу загаден воздух, бар сега мерните станици се го покажуваат, и на отворено без маска никако. Уште еднаш, драги пријатели, би сакал да ви посакам ова 2021 година да ви се исполнат многу неостварени желби. Опозицијата им прости, особено членовите на ВМРО ДПМН поддржувачи, значи ја не сум поддржувач на СДСМ или опозицијата, но и немам партиска книжка, но немам намера да гласам понатаму, додека не се создаде Македонска етничка партија, до сега немавме, не се тоа ни ВМРО, ни СДСМ. Иначе финансите во Македонија владее Комерцијална банка или Карикоста. Уште еднаш, драги пријатели, среќна нова година, се најубаво и година да ви се остават многу неостварени желби.